Почитувани, добар ви ден и добре дојдовте во последната емисија Класие за оваа година, проект посветен на земјоделскиот сектор во реализација на телевизија Алфа. А во оваа последна емисија ќе зборуваме за свињарството, за кое што се вели дека е еден од најстабилните сектори во сточарството во Македонија. За таа цел ќе разговараме со професорот Владо Вуковиќ, кој што важи за врвен познавач од оваа област и голем експерт, не само за Македонија, туку и за регионот, па дури и пошироко во европски рамки. Во вториот дел пак од емисијата ве водиме во село Кадино, во општината Илиден, кај Никола Богдановски, младо момче кое што веќе со години одгледува свињи и има своја фарма. Покрај свињите има и други животинки, бидејќи е голем љубител на животните. Почнуваме поред, следете ме. Професорот Владо Вуковиќ е врвен експерт од областа на свињарството. Сигурно е еден од најдобрите не само во Македонија, туку и во поширокиот регион. Неговото знаење и вештини ги ползуваат нашите фармери и ги применуваат во нивните фарми. Професорот е голем промотор на македонското свињарство, за кое што вели дека е најстабилниот сектор во последниве години кај нас. Резултатите во поедини параметри се подобри дури и од европските, со што треба да се гордееме. Професор Вуковиќ, каква е моменталната состојба во секторот свињарство? Можеме да кажеме после периодот на голем стрес од појавата на африканската свинска чума во 2021 година и некои немили настани, особено заразувањето на една од нашите поголеми фарми со африканската свинска чума, неопходноста да се среди таа фарма, чистењето, губитокот на околу речиси 11.000 свињи во еден момент што направи известно пореметување на нашиот пазар. Сега полека доаѓаме во некоја стабилна состојба. Сега тоа е релативно. Во текот на разговорот ќе го објаснам тоа. Меѓутоа, од економска гледна точка, мислам дека секторот е доста стабилен, резултатите се изворедни и во европски и во светски рамки можеме да се пофалиме со едно исклучително високо ниво на производство и релативна стабилност на секторот. Така да го дефинирам. Релативна стабилност. Кои се некои проблеми со кои што се соочува секторот, а се битни во моментот? Да. Па во моментот, знаете како, пазарот на свежото месо е задоволен со 100%, што секогаш кога излегуваме во јавноста сме горди тоа да го кажеме, и исклучително значајно и од аспект на стратегијата, на развојот на земјоделството и од аспект на успехот на секторот и од аспект на задоволувањето на потребите на консументите, нели, да имаме домашно свинско месо со завиден квалитет, тоа е супер. Фазата во која што се наоѓаме сега е фаза во која што треба да гледаме во наредниот сегмент на пазарот, а тоа е пазарот на месните преработки, кој што е, за жал, потполно зависен од увозното свинско смрзнато месо. Тоа не е нешто што е, како да кажем, наша мана, туку едноставно е една структура, светска структура на пазарите и модусите како тоа се хендла, како тоа се реализира, е всушност дека добар дел од месната индустрија е подпрена на увозното смрзнато месо, независно од која земја. Меѓутоа, нашата идеја со оглед дека секторот е толку потентен, да успееме некако да завладееме со тој дел, или барем да го начнеме тој пазар кој што нуди огромни шанси. Сега вие ме прашавте кои се проблемите, односно кои би биле тие работи кои што се пред нас. Всушност, двата клучни проблеми можеме да ги дефинираме во следното. Стабилноста на пазарот во однос на побарувачката и понудата и цените и економичното работење на секторот, значи да има тоа одржливост,
И втората голема закана која што ќе трае у наредните 20 години е опасноста од ширењето во те домашните свињи на африканската свинска чума, што пак би имало врска со првиот проблем, нели, ако не дај Боже се појави некоја болест по големите фарми, бидејќи всушност структурата на нашето производство за жал може да биде изложена на несакани состојби, особено ако е еден од 5 или 6 големи производители, за жал или не дај Боже, дојдат во ситуација да бидат излезени од колосик заради појава на африканската свинска чума. Значи, во тој контекст е ситуацијата на пазарот. Сега, нормално, пазарот си функционира со понуда побарувачка. Светските трендови во моментов и европската состојба сега е дека цената на свинското месо е во надолен тренд, цената на храната, која што е главен дел во однос на трошоците на производството, е релативно стабилна со постојана обазривост на сите кои што нешто значат во производството од аспект на можноста да се произведува со што е можно пониски трошоци. Затоа што ако пак цената и на храната отиде горе, тогаш би од тој дисбаланс во однос на исплатливоста на производството би дошол под закана. Во овој дел околу пазарот игра голема улога и понудата и побарувачка. Тоа е секако моментумот кој што сега го живее. Значи се најавува влез, да не споменувам брендови, меѓутоа големи трговски ланци се најавуваат. Тие самите носат друга клима. Од една страна позитивни работи во однос на стандардите како се испорачува до крајниот купец нешто, особено пакувано месо или како да кажам спремени оброци кои што директно имаат врска со секторот. Меѓутоа, од друга страна, не сме сигурни дека они како големи ланци само од Македонија ќе набавуваат свинско месо, Так. што значи една условна либерализација на пазарот, која што во овој момент, ако е по непринципијални стандарди направено, ќе има негативен импакт на. Ние сепак размислуваме на еден позитивен начин. Нормално општеството иде напред и појавата на таквите ланци треба да ја искористиме во наша полза, значи како позитивна конкуренција. Како позитивна, ја не би рекол само конкуренција, туку како и шанса за нашиот сектор свињарство и примерното производство да иде еден чекор понатаму. Што тоа би значило? Тоа би значило и известна финализација на македонските производи, кои што би можеле на тој начин да добијат дополнителни приходи. Третата работа која што е битна околу пазарот е и тенденцијата во последните години и пол на внес на така наречени feeding piglets, морам странски термин да употребам, кој што е интернационално познат, меѓутоа тоа би значило прасе од некаде 20 кила, живо прасе, кој што влегува од странство, значи произведено од некои други фармери, од некоја друга земја, кој што води некоја друга аграрна политика и вложува во тие фармери, тоа прасе доаѓа кај нас. Постојат делови од секторот кои што се заинтересирани за до угојување на тие прасиња до пазарната тежина и тие практично се изедначени во однос на својата дејност со оние фармери кои што произведуваат прасе родено во Македонија, за кое што треба многу поголема стручност, многу веќе фиксни трошоци, да собран инвестиции и така натаму. Сега да не ја ширам дискусијата, меѓутоа поентата е не велам и тоа дека е штетно, меѓутоа би требало да е регулирано од аспект на нашиот национален интерес. Значи не да имаме условно речено увоз на друг начин на смрзнато свинско месо без царина и прелевман, како што се обидува одредени лоби групи да направат во минатото. Туку имаме сега еден друг облик на внес на прасиње кој што се доугојува, што велам не е штетно, меѓутоа треба да биде сепак на некој начин организирано во контекст на домашната понуда и да не правиме дисбаланси на пазарот и намалување на цените, што секако би било штетно за сите и за државата која што за целиот сектор обезбедува или треба да обезбедува субвенции со предадено на гоеници на линија на колење. Значи, овие две групации практично имаат истата можност да предадат на линија на колење и од аспект на
човековите права имаат право да претендираат на таква помош. Меѓутоа, од муабетов што го кажав, гледаме дека се тоа две различни групации на производители во нашата земја. Професоре, пред отприлика 2 години во едно интервју со вас ми рековте метафорично дека златната кокошка во Македонија е свињарството. Точно така. Го сметате тоа се уште за така? Апсолутно. Иако, нели, пошто сме вака нарцисоидни и доста субјективни, споменуваме друг специјес која се свињите во прашање, споменуваме кокошки ке свињите, ама шегата на страна. Да, сметам дека секторот со својата потенција треба да биде препознан од државата. Се зошто ја споменувам државата, ја не сум некој љубител на решенија кои што се што пак да употребам странски термин top-down, значи од горе надолу, а тоа би значило државата, пошто нели велиме стално државата е најлош стопан. Меѓутоа има моменти или фази во развојот на секој сектор каде државата треба да даде свој уплив. Значи и во тој смисол оваа златна кокошка што ја споменавме, парафразирајќи или символично, би го имала понатамошниот развој, бидејќи навистина е реткост во целиот наш регион, па и пошироко, да имате сектор кој што 100% го задоволува пазарот на домашно свежо месо. Големи можности се пред секторот, особено да кажеме во делот на рестораните и хотелите, каде што ние одиме, седнуваме и уживаме во некое си месо, ма не знаеме дали е увозно смрзнато или е македонско домашно за кое што сите сме горди и знаеме дека има врхунски квалитет. Значи, многу работи тука треба да се регулираат. Ке го споменам покојниот председател на ГИЦКО, Ефтим Шахлеб, кој што имаше многу убава изрека, вика, правиме штипска пастрмајлија во која што нема грам домашно месо. Значи, човекот навистина многу одамна сите овие работи што сега ја ги кажувам ги има увидено и мислам дека тоа е исчекорот во кој што треба да се движиме, да се искористи нашиот капацитет за наредниот чекор, значи да излеземе од ова што сме сега со субституција на 20 до 30% на смрзнато месо од увоз. И ја ќе употребам уште еден збор во контекст на промоција на истото. Ајде сите што сме во секторот да направиме македонско смрзнато свинско месо. Мислам смрзнато е вака негативен контекст, ама подобро да е македонско отколку увезено. Да, и поентата ми е дека со тој период да можеме да субституираме нешто што очигледно сме кадри да го направиме. Ке го елаборирам овој став со нешто кое што исто кога сум во друштво со тие што нешто може да сменат во секторот, постојано го повторувам. Генетскиот капацитет на нашата свиња во моментот овозможува завршни маси кои што се потешки од 115 кг. Значи ние можеме да идеме 120, 125, 130, дури 135. Можеме и повеќе, ама еве тука да застанам, 135 кг да се завршната маса на нашиот гоеник да биде. Што тоа би значило? Тоа би значило дека стадото со кое што тоа ќе го произведеме не мора да се смени. Значи би се сменила завршната маса на ресурсот со кој што веќе располагаме. Крајните прирасти на крајот на фазата на гоење се веќе во нашава популација над 1 кг. Значи над 1 кг на ден расте свињата која што има завиден капацитет, а при тоа не се намалува квалитетот на свинското месо во однос на соодносот на протеините и мастите. Значи, ние веќе имаме нешто, само треба да бидеме мудри како тоа да го домоделираме. Ова што го кажувам е вградено во стратегијата на кој што е официјален документ на Министерството, што значи дека постојат идеи само како едноставно моментумов да се искористи и добра волја. И добра волја, и сите што нешто може да влијаат, а не се жалам. Мислам, сите нешто правиме, меѓутоа мислам дека сме во фаза кога би требало со одредена национална цел да исчекориме со условно речено организиран чекор од аспект на приватниот сектор и државата, и фармерите, и фармерските здруженија,
за да отвориме еден голем пазар кој што тука ни е, пред нас ни е, само треба едноставно да бидеме мудри и да го земеме, народски каже. За да се увериме што се случува на терен, посетивме една мала семејна фарма во село Кадино, општина Илинден. А таму Никола Богдановски пред 7 години, како 18 годишно момче, влюбеник во животните, почнал да се одгледува прасиња и разни видови живина – пајки, гуски, мисирки и кокошки. Денес Никола има 25 години и е сериозно посветен на фармата. Иако работи во една компанија, сепак е максимално ангажиран во семејниот бизнис. Тука секако му помагаат и родителите, дедо му и баба му, и малиот Богдан, кој што цело време беше присутен додека снимавме. Никола, добро утро, рано декемвриско, помалку студено и магловито утро. Еве нас нагости кај тебе тука во Кадино, во твојата фарма. Ние имавме можност да се запознаеме пред отприлика 3-4 години. Ти важиш уште од мала возраст за момче кој е љубител на животни. Тогаш имаше нешто помала фарма за свињи, сега гледам дека тоа малку се проширило. Надвор зринав и други животинки исто во поголем број, меѓутоа, ајде, како почна твојата приказна за да се занимаваш со сето ова? Мојата приказна е уште од пред се добро утро да кажам, добро дојдовте во нашата фарма, мило ми е што сте гости денес што ќе бидете дел од емисијава. Мојата желба беше уште од мал да одгледувам животни, всушност на еден начин да се има врска кон нештото. Пред се треба да ги сакаш животните, потоа да ги одгледуваш. За тоа све е потребно доста време и обврските се многу големи. Така да што секое утро стануваме уште рано пред да се раздени, ги храниме, им ставаме вода, доколку ми е прљаво им чистиме, после тоа се спремаме и одиме на работа. Ти значи имаш своја работа, ова на еден начин ти доаѓа како дополнителна дејност, така? Да, така, ова е плюс дополнителна дејност. А инаку имаш своја работа. Да, си работам во земјоделски магазин. Ајде сега малку за фармата. Овде гледам сега има и возрастни свињи, маторици, гледам доста прасиња. Кажи ми каква ти е моментално состојбата? Моменталната состојба ни е така што одгледуваме маторици за мали прасиња. Претходно имавме и товеници свињи кои ги дадовме до пред некое време. Колку маторици имаш моментално? Моментално имаме 13 маторици, што се надевам дека во иднина ќе раснеме со уште поголема бројка. Како оди со продажбава на свинското месо? Продажбата на свинското месо моментално е сосема окей. Побарувачка има во секое време, бидејќи пред се треба да имаш квалитет и да го одгледуваш на стар традиционален начин, така што значи да се рани со жито, јачмен, пченка, пченица, да не им се даваат помии на свињите, бидејќи сепак месото нема да биде тој квалитет кој што е сега. Апсолутно. Добро, велиш дека ќе се прошириш понатамо со повеќе маторици, меѓутоа тука видов некои веќе треба да се опрасуваат, така во наредниот период? Така, да. Имаме исто така што очекуваме за прасење, имаме други кои веќе имаат малечки прасиња. Во целиот временски период прасиња имаме во секое време. И отприлика која килажа најмногу се бара? Па најубави прасенца се од 15 до 20 кила чистено, збориме спремно за печење. Така. И по колку оди килограм прасечко? Моменталната цена е 350 денари чистено кило прасечко. Сега верувам дека за празници новогодишни, па и божиковите празници има сигурно поголема побарувачка. Побарувачката во секое време кај нас е голема, бидејќи луѓето што земале до сега од нас знаат што земали постојано се со нас. Добро, еве, ти си релативно младо момче. Каква е реакцијата кај твоиве пријатели тука, еве, кај комшиите, кај овие што ги познаваш? Имаш некаква поддршка?
Поддршка, како да ви кажам, поддршка немаме многу голема, бидејќи зошто овој да има, зошто да оди напред, зошто да се зголемува, на сите тоа им смета, а ја на никого ништо всушност не сум земал. Секој ден што го посветувам за напредок во мојата фарма. Така. Ми спомна храна, добиточна храна, практично за сето ова да се одгледува треба и големи количини на храна. Како се снабдува со храна? Да, храна имаме наши ниви што ги работиме, исто така и скупуваме земјоделски производи кои што се јачмен, пченица и пченка. Летос кога беше дворот фул со храна, имавме околу 50 тона можда храна за се снабдиме за зимниот период. А нешто и купуваш? Да, бидејќи не можам да постигнам само со мое производство на храна. Некакви субвенции користите? Да, субвенции има исто така за аматорици. Земате тоа? Да. По колку отприлика? До лани беше 1000-дарка, оваа година мислам дека ќе биде 3000-дарки од маторица. Значи тоа е поприлично подобрување. Да. Сепак Министерството за земјоделие работи на тоа за да младите како нас се занимаваат со некоја дејност за да не бегаат во странство. Добре, доаѓаат некои што се интересираат како функционира една свињарска фарма, па да добиват некакви сугестии од тебе да ги поучиш. Па всушност секој што не чувал и што не знае како изгледува, кога ќе дојде му е чудно, се праша како постигаш, како ги одгледуваш, колку големи обврски имаш, али тоа е индивидуално. Така. Еве ти велиме дека ти ова дополнителна дејност. Значи 8 часа си на друго работно место, овде рано наутро нели имаш некаков ангажман и попладне кога ќе дојдеш. Во меѓувреме кој ти помага? Па во меѓувреме моите баба и дедо исто така се ми помагаат околу мене се и моите родители. Така. Тука видов и едно малечко детенце Богдан. Да, тој ми е исто така брат и он цело време ми помага, уз мене цело време. Одлично. Значи љубовта кон животните и кај него е всадена. Да. Одлично што е така. Тоа ни е наследство од прадедо, дедо, татко, еве јас, брат ми, па ќе видиме за воиднина. Така. Во перспектива планираш нешто да се прошируваш евентуално? Со Господ напред, здравие, планираме да уште малце да зголемиме фармата. Одлично. Сега таму забележав и домашни птици, имаше гуски, шатки, имаше и кокошки. Може сега и таму да отидеме, Да, во ред, видиме што се одиме. случува во тој дел таму. Во ред. Никола, значи, ваму ги дзирнавме свинчињата, сега сме овде кај другиве животинки, гледам имаш многу видови, што се има? Да, така е. Одгледувам исто така и живина, каде што имаме гуски, шатки, кокошки, но пред се за наша домашна употреба. Претходно имавме поголема бројка, али ја намаливме бидејќи врските се многу големи и се префрлисме повеќе кон свињарството. Така. Кажи ми, еве, за овие овдека, за оваа живина, што конкретно имаш ангажман? Ова живина што одгледувам, како што ви кажав, за наша домашна употреба е да имаме домашно пилешко месо и јајца во секое време. Имате во секое време? Сега зимскиот период малце е намалена месивоста, бидејќи сепак е ладно времето. Апсолутно. Кажи ми, еве ги гледам овде сите заедно се, има ривалство некој од време на време се појавува проблем? Се зависи од мали, ако се научени заедно, нема проблеми, си живеат све заедно. Да. Одлично. Кажи ми, има некои специфични сорти овде? Да, имаме црна голошијенка, имаме граурести кокошки амрок, бели фелдер, пекиншка шатка, губовонема шатка и обични селски гуски. Од кај ги набави овие некои сорти што се интересни? Некои сорти ми се исто така подарок од мои пријатели, некои сум ги купил, некои јајца сум ги донел за да си ги изведам и така. Значи сето тоа сам си го работиш, нема никаков проблем. Да. Добро, еве, може ли од сето ова да се живее добро? Па види, на еден начин
пред се, нас дома ни е многу битно да имаме домашна здрава храна. Така. А за профитот не го гледаме како профит, бидејќи тоа е променливо, некад ќе продаеш нешто, некад не продаваш. Важно од ова што ти го работиш моментално со свинјарскава фарма и ова што велиш дека за дома си ги користите благодетите од оваа живина овде, може сосема коректно да се живее. Да, многу добро се живее и сепак сме здрави. Така. И задоволни од ова што го работите. Да, да. Еве тебе ти причинува задоволство да бидеш присутен тука? Да, цело време, кога се вратам од работа, нема шансија да не поминам кај секое животно да видам во каква состојба е. Го препорачуваш сето ова како семеен бизнис на некои други што евентуално размислуваат да се занимаваат со ваква Па нешто? видете вака, кој сака да си има големи обврски и цело време да е уз некаква обврска, зошто да не? Сепак ќе си има квалитет кој што знае, кој што ќе си го конзумира дома. Покрај животниве, се занимаваш друго со земјоделство нешто, освен производство на храна за како добиточна храна, дали за сопствена употреба храна произведувате? Да, си имаме фоли наши кои летно време си произведуваме пиперче, патлиџанче за лично за нас за домашна потреба. Овде важи за земјоделски крај на селба Илинден. Има доста млади што се занимаваат со земјоделство, па и сточарство, еве огледување живина. Па ќе ви кажам, ретки се младите, бидејќи секој сака да прошета, да искочи, да нема едноставно многу обврски кон себе. И затоа бројката е многу мала. И пред крајот на разговорот се случи еден интересен момент. Му го поставивме следново прашање. Какви се реакциите на девојчињава, да речеме, кон вакви момчиња што се занимаваат со земјоделство, со сточарство? Така, па не знам сега, не сум имал многу контакти со многу женски, бидејќи некои ме прифатиле таков како што сум, некои едноставно не им се свија тоа, секој ствара укус. Аха. Добро. Може би во иднина ќе се промени перцепцијата, па повеќе ќе ги сакаат момчињата што се занимаваат вака со фарми, домашни фарми, со Никогаш одгледување. ништо не се знае пред време. Апсолутно се согласам. Откако завршивме со снимањето, Никола ни смеа, ни раскажа дека во меѓувреме се оженил, си нашол мома од Рачево, си направиле и свадба и сега тука заедно си живеат. Ние се извинивме, снашката ни прости и потоа седнавме сите заедно на мала закуска покрај топла печка. Овие успешни приказни заслужуваат поголема почит и поддршка, особено од институциите. Само така ќе можеме да ги мотивираме младите да се занимаваат со земјоделство и сточарство. И како што рековме, свињарството е најстабилниот сектор во сточарството во Македонија, а она што во иднина му е потребно на свињарството е поголема институционална поддршка од државата. Она што е пак битно е тоа дека 100% од македонскиот пазар со свежо свинско месо е од домашно производство. И бидејќи ова е последната емисија за оваа година, ви посакуваме многу здравје, среќа, љубов, меѓусебна почит, а на земјоделците и сточарите им посакуваме бериќетна година. Нека е со среќа новата 2026 година. Останете ми во добро здравје и уште подобро расположение. Пријатно!